Исто време, исто место, но сосема различни информации во Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Касарната домаќин на бригадата на Југоисточна Европа. Земјоделците аплицираат за закуп на земјиште. Отворена изложбата за наети во Кумановско. Кумановската касарна 6 години ќе биде домаќин на бригадата на Југоисточна Европа. За таа цел ќе се изврши реконструкција и пренамена на објектот број 9 во касарната Боро Минков, каде ќе престојуваат 42 воени лица. Кумановската касарна Боро Менков ќе биде дом за 42 воени лица од бригадата на Југоисточна Европа, чие седиште ќе биде преместено од Грција. За таа цел, како што појасни од Министерството за одбрана, ќе се изврши реконструкција и пренамена на објектот број 9 во Кумановската касарна, за што ќе бидат потрошени 47,8 милиони денари или околу 780.000 евра. Објектот број 9 во касарната Боро Менков во Куманово е наменет токму за сместување на командата на оваа бригада со персонал од околу 42 воени лица старешини од земјите членки Северна Македонија, Албанија, Бугарија, Грција, Романија и Турција, велат од секторот за комуникација, аналитика и оперативна поддршка при Министерството за одбрана. Со договорот склучен на 6 декември минатата година ќе се изврши реконструкција и адаптација на споменатиот објект, пошто истиот треба да ги исполни стандардите и потребите за непречено функционирање на командата. Од Министерството вела дека добиената вредност на тендерот е за 10% пониска од проценетата вредност на основниот проект. Договорот предвидува целосна реконструкција и опремување на објектот, градежен дел, машински, електроинсталации, водовод и канализација. По периодот 2020-2026 година објектот ќе продолжи да се користи од единиците на армијата на Република Северна Македонија. Преместувањето на командата, како што појаснуваат надлежните, е доказ дека земјата активно придонесува кон една од најважните регионални иницијативи заедно со Албанија, Бугарија, Грција, Романија и Турција. Македонија како земја домаќин на командата на мултинационалната единица ќе биде застапена со повеќе припадници на армијата. Учеството со персонал во вакви меѓународни штабови институции, според надлежните, е двигател на градење и унапредување на севкупните оперативни способности и распоредливи сили на армијата, како изголемување на интероперативноста со армиите на земјите членки на НАТО. Вчера во 2 часот и 5 минути на магистралниот пат Куманово-Крива Паланка се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Форд Мондео со кумановски регистарски ознаки, управувано од ДВ 24 години од Крива Паланка, и патничко возило Volkswagen Golf со кривопаланички регистарски ознаки, управувано од СС 40 години исто така од Крива Паланка. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил 14-годишниот сопатник во патничко возило Volkswagen Golf од Крива Паланка, кој бил пренесен во Општа болница Куманово за укажување на лекарска помош. А со телесни повреди се здобиле возачите од двете возила и НС со патничка во патничко возило Volkswagen Golf, кои биле пренесени во Општа болница Крива Паланка. За настанот е известен јавен обвинител, а увид на местото на незгодата извршила екипа од полициска станица Крива Паланка. Земјоделците од Куманово, Старо Нагоричане и Липково се заинтересирани за јавниот повик за давање на закуп на земјоделско земјиште во државната сопственост. Повеќе во прилогот што следува. Голем е интересот на земјоделците од поширокиот Кумановски регион за јавниот повик на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за давање на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост, информира раководителот на подрачната канцеларија на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Џабир Рамадани. Предмет на постапка на повикот може да биде земјоделско земјиште во државна сопственост над кое нема подигнато насад, врз кое нема во
постановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп, површината за која што може еден понудувач самостојно со геодетски елаборат да достави понуда и да ја добие појавниот повик за една, повеќе или дел од катастарска парцела, изнесува најмногу до 3 хектари. Интересот за овој јавен повик е доста голем. Секој ден доаѓаат луѓе, си се консултираат што треба документи да соберат. Процедура не е кој знае колку оптеретена со документи, еден малку поозбилен документ што треба да го правите, тоа е елаборат што треба да се направи за тоа земјиште за која сака да аплицира. Во Куманово досега, мада има уште една недела, точно до 22 трае повикот, досега има, сега не ме фаќате за збор, мислам дека негде околу 30 до 40 кои се веќе аплицираа и собраа и се комплетирани документи, меѓутоа очекуваме да има уште толку, па може и повеќе да има, зашто гледаме интересот е доста голем и услови не се толку тешки за да не може да ги исполнува некој од земјоделците. Земјиштето може да се искористи за подигање на долгогодишни насади, оранжерии, насади со лешник, маслинарници, други земјоделски култури за период до 15 години, ливади за период до 15 години за брзо растечки дрвја, за рибници, за спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Од сите краишта доаѓаат, од Куманово, од општина Куманово, од општина Липково, од општина Сараногоричане. Луѓето доаѓаат, се интересираат. Ние, наша работа што е програмата за земјиште под закуп или бизнис план, ако е фирма некоја, ние ги правиме тие бесплатно, како што знаете, како и сите активности други. Останати изјави, едни 3 изјави кои треба да се извадат, ние им ги спремаме, само што треба да ги нотаризираат, барањата, понудите, сите тие работи ние си ги спремаме. Они само останува да си ги нотаризираат тие што треба да се нотаризира и да си ги комплетираат и процедурата со толку завршува. После натаму нивна работа е како ќе бидат класифицирани од комисии таму што се следи. Последниот ден за поднесување на пријави за учество на јавниот повик е 22 јануари. Сите заинтересирани земјоделци детално може да се информираат за повикот на официјалната страница на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што може да го пополнат и својот образец. Богојавление или Водици е уште еден неработен ден овој месец, но истиот се паѓа во недела. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија, 19 јануари 2020 година недела, Богојавление Водици е неработен ден за граѓаните од православната вероисповед во Република Северна Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика им го честита празникот Богојавление Водици на граѓаните од православната вероисповед. Во уметничката галерија денеска се отвори изложбата Занаети во Кумановско, која ја организираат Занечиската комора, Министерството за економија и организацијата Арт Крафт. Занаети во Кумановско е насловена изложбата на ракотворби, која беше отворена денеска во уметничката галерија во Куманово, а ја организираа Занаечиската комора, Министерството за економија и организацијата Арт Крафт. Присутните имаа можност да разгледаат ракотворби, делови од народни носии, изработки од срма, сувенири кои содржат елементи и мотиви од Кумановскиот крај. Манифестацијата, информираа надлежните, има за цел презентирање на занаетите како бренд и символ на препознатливост на Кумановскиот регион. Раководителот на секторот за предприемништво и конкурентност на мали и средни предпријатија во Министерството за економија, Марина Арсовска, информираше дека Министерството и оваа година ќе продолжи со поддршка за занаетчиството.
Оваа година, во 2020 година, повторно во рамките на програмата за претприемништво, конкурентност и иновации, предвидена е поддршка за занаетчиите. Оваа година имаме предвидено 6,5 милиони денари за поддршка за занаетчиството во 3 мерки. Едната е, како што спомнав, повторно се повторува успешната мерка за поддршка на субвенционирање на занаетчи. Тука има предвидено 4 милиони денари. Втората мерка е за поддршка на занаетчиските комори, повторно за проекти кои што се во насока на поттикнување поддршка на занаетчиството. И третата мерка, ова е нова мерка од оваа година, ќе имаме поддршка за чираштвото. Воведуваме субвенционирање на трошоците на занаетчиите за ангажирање на чираци. Лани Министерството преку оваа програма поддржало 40 на занаетчии, преку јавниот повик за субвенции, за набавка на опрема и алат, уредување на деловен простор и набавка на софтверски решенија. Во 2019 година поддржани биле и 7 занаетчиски комори за проекти кои што се во насока на поттикнување на занаетчиството, поддршка креативни занаети, поддршка за промоција на стари занаети и одржување на старите традиции. Председателот на занаетчиска комора и председател на регион Агром Фазли вели дека е потребна дополнителна поддршка за занаетчиите. Ние ќе гледаме како комора, ќе ги гледаме овие стари занаети да ги ставиме во културно наследство, но работа е што новите занаети, што занаетчиите ни ги одат во странство, тие да гледаме да ги задржиме во нашата земја, бидејќи дефицитарни се во сите смери. Ова изложба еве потсетува, изближува, издружува и кажува дека занаетчиите се тука и ќе останат, само им фали поддршка, повеќе има поддршка, нешто нема поддршка, сега да не правиме некоја грешка, ама треба уште повеќе поддршка за занаетчиството, бидејќи стварно занаетчиството е ем традиција, ем култура, ем добра економска можност за работа во нашата општина или во пошироко нашата држава. Тој нагласи дека во Куманово има регистрирани 400 занаетчија на ниво на државата над 6000. Гордана Митровска, председател на Сдруженијето на уметници и ракотворци Арт и Крафт од Скопје, повика да се промовира занаетчиството како национално богатство и да се поттикнат младите да почнат собствен бизнис за изработка на сувенири. Национално богатство е многу битен корен на традицијата и семејството, а дел од сите наши сувенири се патоказ дека уште од памтивек постоело и ткаењето, постоело и грчарството, и којунџиството, и имаме можности да преку народна носија на млади и стари, кои што се дел денеска на ова наша манифестација, покажат дека не треба да се заборавиме кои сме. Целта на настанот е презентација на занаетот како бренд и символ на препознатливост на Кумановскиот регион. По успешното представување на изложбата «Тектонски пореметувања», која брои вкупно 64 слики на академскиот ликовен уметник Зоран Арсовски «Бабата» во Софија, на барањето од љубителите на уметноста, изложбата ќе биде отворена и во Ќустендил на 17 јануари во изложбениот салон на Општинскиот театар. Арсовски е роден 1980 година во Куманово. Дипломирал во 2005 и магистрирал во 2007 на Националната ликовна академија во Софија, насока сликарство. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Има учествувано на повеќе групни меѓународни ликовни колонии, изложби, проекти, симпозиуми во земјава и странство. Работи во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, како стручен соработник за визуелни уметности, архитектура и дизајн. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Со последните измени, опфатот на стечајни работници кои што ќе бидат материјално обезбедени до нивно пензионирање се проширува на уште 1000 лица, соопшти од владината прес-служба, откако на синоќешната седница Собранието ги изгласа најновите измени и дополнувања на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата во доминантна државна сопственост. Имено со последните измени вкупната бројка на материјално
обезбедени стечајци кои што ги реши оваа влада за 2,5 години е 12.000. Законот стапува на сила со објавување во службен весник и ги повикуваме стечајните работници од петок да поднесуваат барања во центрите за вработување за да може да го остварат правото на користење на месечен надоместок од околу 8.000 денари, наведоа од владината прес-служба. Посочија дека приоритет на владата и на Министерството за труд и социјална политика е борбата против сиромаштијата и подобрување на условите за живот на секој поединец во државата. Зголемувањето на прагот за царинење на пратки со вредност до 90 евра беше најавено дека е согласно препораките на Европската комисија, како и поради зголемување на обемот на електронската трговија во земјава. Сметаме дека во услови на кревка економија и недоволна потрошувачка на домашни производи, она што може да предизвика оваа новина е потикнување на сивата економија. Истакна денеска Беким Есати, член на управен одбор на Комората на сметководители, во врска со подигнувањето на прагот на ослободување од царина за пратки од 45 до 90 евра. Тој наведе дека со промената можно е да се врши препродажба на продукти кои ќе влегуваат во нашата земја за многу пониски цени од оние на домашните производители, особено во делот на техника, облека, апарати за домаќинство, накит, телефони, играчки за деца, спортска опрема, козметика и ред други производи. Бројот на патници на аеродромите во Скопје и Охрид во текот на 2019 година се зголемил на годишно ниво за 14% на вкупно 2.677.618, објави бизнис порталот CNews. Порталот, повикувајќи се на соопштенија на компанијата Аеродроми на Парис, наведува дека само лани во декември низ двата аеродроми во земјава минале 196.851 патник, што представува раст за 15% во споредба со истиот месец во 2018. АДП поседува 46,15% од акциите на турската компанија TAV Airports, која стопанисува со аеродромите во Скопје и Охрид. Времето денеска во Куманово беше облачно. Максималната температура се искачи до 1 степен, а минималната беше -3. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно. Деневната температура ќе достигне до 4 степени, а утринската ќе биде до -3. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.